како општина сме спремни ова да го направиме. Мислам дека сме горди што и оваа година ќе се одржи фестивалот на пивото во Прилеп, затоа што сакаме, можеме и знаеме тоа да направиме. Оваа година склучивме меморандум со агенцијата Infinity, која што ќе превземе комплетната и целосна оваа одговорност и организација на овој фестивал на пивото. Ние ќе бидеме нивна логистика и поддржувачи, затоа што освен како културна манифестација Прилеп ќе биде домајчин, како туристичка дестинација и мислам дека тие 4 дена сите патишта од Република Македонија ќе водат кон Прилеп. Затоа што општина Прилеп оваа година од буџетот Советот на општина Прилеп одвои 2,5 милиони денари за оваа културна манифестација што ќе ја поддржи оваа манифестација. Вчера на надлежните служби имаја и заеднички координативен состанок. Сите работи се синхронизирани меѓу овие служби со цел да се обезбедат сите оние потребни аспекти за квалитет на храна, хигиена, чистота на градот, инсталации за штандовите, водоснабдувањето и така натаму. Мислам дека анимирани се сите служби кои што ќе бидат перманентно присутни 24 часа во тие 4 дена и во оваа прилика сакам да кажам дека оваа година паркирањето за еден паркинг место во текот на еден ден, место до сегашните 100 денари, оваа година ќе биде 50 денари. Така да мислам тоа е уште една поволност како реакција на граѓаните од другите градови што доаѓаат во Прилеп. Исто така сакам да напомнам дека и оваа година ќе се организира кампување на Паркот на Револуцијата, како и секоја година младите кои што имаат авантуристички дух, таму ќе бидат присутни. За таа пригода општина Прилеп ќе обезбеди топли пијалоци и супа, а додека јавното комунално предпријатие Комуналет ќе обезбеди неколку душ кабини каде што ќе има потреба за присутните да ги облагодат своите потреби. И на крај сакам да ви се заблагодарам на сите вас, да ги поканам сите граѓани на Прилеп и граѓани на Република Македонија да земат учество на оваа наша манифестација, фестивал на пивото. Ги поканувам сите, сте добре дојдени и мислам дека ќе имаме добра забава, добра журка сите заедно, како и секоја година. Значи, најпрво како организатори повикуваме на свесност на посетителите, затоа што сакаме да развиеме еколошка свест, односно градот да се зачува да остане чист како што бил и претходно, да немаме таков тип на проблеми и приоритет ќе ни биде оваа година безбедноста, значи да биде на највисоко ниво, да не се случуваат никакви непредвидени работи. Понатаму нешто за програмата. Како организација смисливме стратегија како би направиле музичка програма од четврток до недела за сите посетители, односно што викаме ние од 7 до 77 години. Значи во четврток имаме македонската рок звезда Дани, Тони Зен и Кирил Джајковски, тоа е отварањето на пивофестот. Во петок 13.7 продолжуваме со Дарио, Ван Гог, Црвена јавука и грчкиот познат диџеј Мозел. Сабота продолжуваме Фортисимо бенд, Next Time, Дженал Мочаревич и голема звезда на фестивалот е Желко Оксимович. Во неделата, односно затварањето на фестивалот, продолжуваме со Александра Јанева, Либеро бенд, Милица Тодорович и Шабан Шаолик. Со тоа што сметаме дека оваа програма е достојна за сите генерации, очекуваме голема посетеност, се надеваме дека све ќе помине во најдобар ред и ќе инсистираме тоа да остане така. Како што каже господинот градоначалник, имаме одлична соработка со службите кои што се во општина Прилеп. За сега све функционира како по предвидениот план. Друго не би имал што да додадам, освен како организатор да упатам покана до сите граѓани на Република Македонија, како и останатите посетители од околните земји и пошироко.